Во пресрет на првомајските празници, владата на Република Северна Македонија за изминатиот викенд воспостави мерки со кои го ограничуваше движењето на граѓаните. Полицискиот час беше во деновите петок, сабота и недела од 5 часот наутро до 14 часот попладне, односно од 14 часот до 5 часот наутро следниот ден. Полицискиот час беше вметнат како превенција од заштита и ширење на COVID-19. Во деновите петок, сабота и недела, односно 1, 2 и 3 мај, вкупната бројка на граѓани од Велес кои што не ја почитувале забраната за движење е 7. Во петок спрема сабота, односно 1 спрема 2 мај, нема нови лица со решение за изолација и изјава за самоизолација, додека пак во сабота спрема недела, односно 2 спрема 3 мај, на ниво на секторот за внатрешни работи во Велес има 31 ново регистрирано лице со решение за изолација, и тоа сите се во Велес, а со изјава за самоизолација има вкупно 8 нови лица, од кои 7 се во Велес. Во текот на изминатото деноноќие, 3 спрема 4 мај, нема регистрирани лица со решение за изолација, а со изјава за самоизолација во Велес исто така нема. Заклучно со ова, вкупно со решение за изолација има 113 лица, од кои 83 се во Велес, 6 во Кавадарци и 24 во Неготино, а со изјава за самоизолација има вкупно 55, од кои 36 во Велес, 7 во Кавадарци и 12 во Неготино. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што сите ги почитувале мерките овој викенд. Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев пак соопшти дека граѓаните се одговорни, совесни и свесни. Генералната констатација е дека тие ги почитуваат мерките за ограничување на движењето. Во текот на изминатото деноноќие од страна на Министерството за внатрешни работи е констатирано дека поднос на забраната за движење на ниво на целата држава 55 лица не ја почитувале забраната за движење, при што приведени се 45 лица, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат соодветни мерки. На територијата на државата, според евидентираните податоци, на 63 лица им се издадени решенија за изолација, а на 11 потпишале изјави за самоизолација, додека пак во државен карантин се спроведени 34 лица.